Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Наместо грижа за сопствената катастрофа, СДС со наталожени лаги и измислици сакаат да ги манипулираат граѓаните преку скапо платениот пиар. Додека ја уништуваа државата на агенцијата Рейтинг во сопственост на Никола Спасов, во периодот додека СДС беше на власт, оваа агенција има добиено тендери во вкупна вредност од над 900.000 евра. Имено, во 2020 година, од град Скопје, Рейтинг на Спасов добила над 16.000 евра, но исто така и 4.500 евра од општина Карпош. Во 2021 од општина Охрид добила 15.000 евра. Сите тендери во период кога градоначалници се од редовите на СДС. Истата година, Рейтинг на Спасов добила 60.000 евра од Министерство за здравство, предводено од неговиот сегашен шеф Венко Филипче. Понатаму, во истата година, во месец август, Спасов од владата добил тендер вреден цели 300.000 евра. Во 2022 година пак, исто од владата, добил над 4.200 евра за промоција на македонското вино во Белград. Истата година во декември, Спасов добил тендер од 50.000 евра од Министерството за финансии и уште еден од 100.000 од Министерството за надворешни работи. Во 2023 година, Спасов пак стана собственик на нова компанија за производство на електрична енергија Гама Солар. А да ја подсетиме јавноста дека само после 3 дена регулаторна комисија за енергетика со одлука одобри лиценца за изградба на фотоцентрала под име Гама Солар 1. Почитувани, заради ваквото бесрамно трошење на народните средства, немаше пари за граѓаните, немаше пари за земјоделците, немаше пари за стопанството, додека агенцијата Рейтинг се измислуваше фестивали за дебели хонорари, народот тонеше во сиромаштија. Па сосема логично е денес истата оваа агенција Рейтинг, која беше добро исплатена преку милионски тендери од власта, да мисли дека ќе се одолжи на СДС преку опозиција. Но залудни се обидите преку низок пиар СДС да се надева дека ќе успее да го поткрене сопственото реноме. Филипче мисли дека со креирани лаги ќе избега од одговори за сите катастрофи изминативе 7 години, но одговори и одговорност мора да има. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Во ред, дозволете ми да прочитам прашање кое што пристигна до пресцентарот на ВМРО-ДПМН и за истото да дадам одговор. Денес има инфо од Пол Вилијамс кој потврдува дека веќе подготвува платформа по барање на ДУИ. Како вие, како партија, гледате на тоа и што ќе промени таквиот потек на ДУИ во политичката реалност? Македонија е земја членка на НАТО, а членувањето таму значи исполнување на критериуми на кои работеа повеќе влади. За ВМРО-ДПМН не е прифатлив рекетарскиот принцип кој што е застапуван од ДУИ, а тоа е ако не сме во власта, за да крадеме, тогаш ќе создадеме етнички парашања и поделби. Ќе подсетиме дека до пред месец и половина ДУИ беше власт заедно со СДС и тогаш на Али Ахмети не му беше важна регионалната поделба на Македонија, како што му беше важно Арберија да ги добива тендерите на Артан, внукот на Али да ја купува Соравија, или пак фирмите подизведувачи на Бехтел и Енка да се истите од Зајас или блиски до ДУИ. Тогаш на Ахмети не му беше важно ништо од ова. ВМРО-ДПМН е посветено работи на решенија за подобар живот на луѓето и одржување на хармонија и квалитетни односи врз база на решени проблеми без поделби и конфликти. Ви благодарам.